LC од своето појавување па до денеска се представува како ексклузивен автомобил и тој без никаков коментар е тоа што е луксузен, односно хиперлуксузен. Кога ја гледате внатрешноста, самата изработка делува како да е британски автомобил, бидејќи британците се едни од најпедантните, но и најраскошните уредувачи на внатрешноста. Тоа го направија и јапонците. Секогаш се вели дека купе треба да биде еден ексклузивен автомобил кој ќе ви пружи уникатно чувство во возењето, но и уникатно чувство ќе им пружи на оние кои го гледаат автомобилот. Затоа LC делува како вонземјанец. Не само предниот дел, туку и задниот, како и целата контура која има долга хауба по рецептот на старото школо. Во внатрешноста ќе се вратаме, се гледа раскошот и удобството на секој чекор. Морам повторно да кажам дека завршната обработка е извонредна, а кокпитот, како и сите манипулатори, имаат футуристички решенија. Самото влегување и сместување во внатрешноста на кабината ви нуди да се чувствувате многу поинаку. Веднаш на дофатна рака се манипулаторите кои ви овозможуваат вклучување и исклучување на ESP-то, како и модуси на возење, од нормал до спорт, комфорт, па и има начин самите да ги направите сетапите на реакцијата на електронските системи. Испод хаубата имаме синергија на струја и бензин. Веќе познатиот V6 мотор, како и електромоторот, даваат заеднички 360 коњски сили, а тие се пренесуваат на задната оска, а целата кола е поставена на големи 21-инчни пневматици. Ние немавме многу време да уживаме во возењето на Lexus LC, ниту пак имавме можност да го дотереме до крајните граници, бидејќи тоа не би било одговарачки за нашите патишта. Но она што го доживувам за управувачот на Lexus е вистинско задоволство. Целиот арсенал на технологии, не само електроника, туку и механички подобрувања се подпишани, односно се ставени во оваа спортска лимузина, односно спортско купе. Самиот звук во кабината ви дава едно вистинско чувство. Ви дава чувство како да возите многу посилен автомобил, кој, впрочем, и не звучи дека е хибрид. Но, многу го сакате, можете и да го намалите темпото и да уживате во звукот на тишината. Но едно е сигурно, за 120.000 евра, која е цената на LC, добивате една извонредно купе кое има можности да се спротистави и на многу помоќни машини. Ја спомнавме и технологијата, а од неа би сакал да го издвојам менувачот. По вокација Lexus има CVT менувачи кај хибридите, но овој е усовршен. Од базичниот 4 степен CVT менувач извлечене се нови 6 брзини. Значи, имате на располагање 10 степени на пренос. Не би сакал да навлагам во објаснувањето на технологијата, ќе ни треба малце повеќе време, но сакам да истакнам дека овој менувач може да одговори на прашањата на секој тип возење, што извонредно ми се допаѓа и ја оправдува технолошката супериорност на Lexus кога се во прашање не само хибридната технологија, туку и подбирањето, како и управувањето. За жал, дружењето со Lexus LC е кратко. За овие неколку часа што имав задоволство да го возам, можам само да кажам дека во овој тмурен и врнешлив ноемвриски ден се чувствував како да е сончев мајски ден.
Тоа беше се. Се ве поздравувам и ви закажувам следна средба за 7 дена. До гледање.